Втора година поред со над 600 ружи, од влезот на Крушево па се до гробот на Тоше на Гумење. Вака беа пречекани 9 маратонци кои по повод 12 годишнината од смртта на нашата неголема музичка звезда трчаа од Нова Градишка Хрватска до неговото вечно почивалиште. И годинава Србија без објаснување не дозволи маратонците да поминат низ незина територија. Велат иако било тешко, ги бодрила мислата за делата кои што ги правел Тоше. Многу беше тешко, но во нашите мисли беше Тоше, неговите песни, неговите рефрени, неговите хумани мисии, неговата големина. На маратонците годинава по втор пат им се приклучија и 4 членови на Сдруженијето Тиквешки точакџи од Кавадарци. 6 дена дневно по 150 до 170 километри. Не е лесно кога ќе се земе во предвид тоа дека ова година малци времето не послужи, али кога се има желба, кога се има мотивација, во овој случај мотивот е многу јак. Креатори на настанот со ружите се Средното општинско училиште на Наумовски Борче, а поддржувачи локалниот младински совет на Крушево. Најдостоинствен начин сметаме дека беше да положиме роза пред оние кои што одлучиле на еден уникатен начин да го слават ликот Тоше Проески. Тој побара звездено небо пред 12 години на неговиот последен концерт. Ние со оваа активност ќе му подариме река од рози. Во Крушево денес имаше дојдено фанови од цела Македонија, како и од целиот Балкан. Правиме голем број на хуманитарни акции во Бугарија во името на Тоше. Сега на 18 октомври во Благоевград се организира и хуманитарна вечер на Тоше, кога се пеат само негови песни. За нас е најдобар начин да го памтиме него по неговите песни и музика. Освен вечното почивалиште, фановите ја посетуваат и спомен куќата, која што е најпосетуваниот музеј на Балканот, со 650.000 посетители од 2011 до сега, а од кои 30% се странци. Крајот на овој месец Националната установа спомен куќа на Тодор Проевски заедно со својата поставка заминува за Румунија Кумпулун, каде што таму се забреметуваме со музеот и ќе го представиме ликот и делото. И всушност тоа е и основната мисија на спомен куќата, зачувување на ликот и делото, популаризација на самиот музеј. Се очекува идната година да биде изградено и новото вечно почивалиште на Тоше.